Овие денови вообичаено луѓето зборуваат за страдањата Христови, за воскресението, но ние еве веќе по 18 пат ќе зборуваме за љубовта и за животот, што на некој начин се поклопува. Затоа што љубовта е Бог, односно Бог е љубов, и затоа што е љубовта живот. Ќе видиме денеска во 18-тото продолжение, значи, на нашата серија Агапе, и за таа цел, како и вообичаено, отвараме во прво послание до Коринќаните. Тринаесета глава. При крајот на 12-та глава, значи да спомнеме, да кажеме неколку пати, веќе кажуваме, меѓутоа не е на одмет, дека Павле оваа глава ја става среде првото свое послание до Коринќаните, среде својата дискусија за даровите од црквата. И еве како е завршил 12-та глава. Значи 12 глава читаме од 29 стих таму некаде. Сите ли се апостоли, вели? Сите ли се пророци? Сите ли се учители? Сите ли се чудотворци? Сите ли имаат дарови за исцелување? Дали сите зборуваат разни јазици? Сите ли се толкувачи? Туку покажувате ревност за подобри дарби, а јас ќе ви покажам уште повозвишен пат. И потоа почнува со 13 глава, први стих, иако нели тоа немало ни глави, ни стихови. И вели, ако ги зборувам човечките и ангелските јазици, еве го повозвишениот пат. Ако зборувам, значи, ги зборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш су бронза што звони или кимвал што звечи. Што фајде, каков и да имате дар, и најголемиот, може би, еве, да пророкувате, односно овде вели, најнапред зборува за дарот на јазици, значи може да зборувате разноразни јазици, па дури и ангелски. Ако недостасува љубовта, ако ја нема љубовта како зачин, односно како најважен дар, тогаш џабе е. Ќе бидете само како кимвал што звечи или бронза што звони. Вториот стих вели, ако имам дар на пророкување, значи, еве, сега го спомнува и овој исто така голем дар, пророчки дар, и да ги знам сите тајни и сите знаења, дарот на знаење, и ако имам и сета вера, така што да преместувам и планини, а љубов немам, ништо не сум. И додава, и ако го раздадам целиот свој имот, за да ги нахранам бедните, и ако го предадам своето тело да биде изгорено, значи маченик, како маченик да умрам, а љубов немам, ништо не ми ползува. Од овие три стика што гледаме? Дека најважен од сите дарови, највозвишен е љубовта. Дарот на љубовта, односно, она е љубов агапе. Се е залудно без неа. Чи тој е најважниот дар. За да подосна, нели, од 4 па до 7 стих ги спомнува оние 15 карактеристики кои што сите ги поминавме. Успеавме да ги поминеме во претходните, значи 17 продолженија. И продолжува во 8 стих, она што ќе не биде предмет на проучување денес. Вели, љубовта никогаш не престанува. Таа љубов агапе никогаш не престанува. Или со други зборови што? Како може да кажеме? Љубовта е вечна. Да. Не се гаси, не престанува. Љубовта е вечна. А другите дарби, и сега пак ги спомнува оние, големите дарби, значи, дарот на јазици, дарот на пророкување, дар на знаење, вели, другите дарби, ако се пророштва, ќе се отстранат. Ако се јазици, значи, јазиците ќе замолкнат. Ако е знаење, ќе исчезне. Зошто? Зошто делумно знаеме и делумно пророкуваме. Алудирајќи на
кога ќе дојде совршеното, алудирајќи на тоа кога ќе дојде новиот свет, вечниот живот, тогаш сето ова ќе застане. Значи, пророштвата веќе немаат вредност, престануваат, јазици, нема потреба од јазици, сите ќе зборуваме на еден јазик, па нема потреба ни од она земско знаење, кој што е, внимавајте овде, вели делумно. Павле, кој што е најучениот апостол, кажува дека сето ова што ние денеска го знаеме е делумно. И денеска во пуката спомнавме цитат од Елен Вајт, мисли, че не беше, да, дека има многу работи кои што ни се непознати, не можеме да влеземе во тајните на многу работи. Ке наидеме на стихови кои што тешки се за објаснување, како што беше и еден од тие денешниот, нели, како тоа насила се влегува во Божето царство, меѓутоа за многу од тие работи ние само делумно ќе спознаеме. Се до оној ден кога лице в лице ќе се сретнеме со Господа и кога ќе живееме во тие години, во таа вечност и кога тоа знаење ќе биде ништо во споредба со оно што тогаш ќе го учиме. Значи, вели, дава една слика, една интересна слика во 11 стих, кога бев дете, Павле се подсетува на детските денови, па еве и ние денеска може да се подсетиме на нашите детски денови, како размислував? Како дете. Кога бев дете, зборував како дете, мислев како дете, расудував како дете. А кога станав маж, го отстранив детинското. Че поинако размислував. Поинако резонирав и често пати знаеме да кажеме, да ни беше овој памет тогаш. Не може овој памет да ти биде тогаш. Затоа што треба да поминеш низ детството и низ сите тие периоди за да го добиеш тој памет. Дури и во едни земски услови ние доаѓаме до поинакви спознанија, а камо ли таму горе на небото. Зашто сега гледаме вели како во огледало, а знаеме како били изработувани тогашните огледала. Воопшто не сте можели да го видите ликот овака како што денеска може да се огледуваме дори во стаклава позади, кој што на некој начин се како огледало, да. Значи, зашто сега гледаме како во огледало, нејасно, но тогаш лице в лице. Сега знам делумно, неколку пати Павле овде кажува, делумно, не целосно, значи, но тогаш ќе сознам целосно, како што и јас бев самиот наполно познат. Значи, во овие стихови се истакнува дека љубовта, дарот на љубовта е вечен. Единствено љубовта останува. И во 13 стих вели, сега остануваат, значи, вели сега, во ова време, значи, доека сме се уште на оваа земја, остануваат надежта, верата и љубовта. Но, љубовта како најголема од сите. Значи, љубовта како најважен дар, како она единствена која што останува, ќе остане за сета вечност, и љубовта овде на земјата како најголема. Затоа, не случајно 18, веќе продолжение, 18 саботи ние поминуваме зборувајќи токму за ова, најважното, најголемото, најбитното, она што останува за сета вечност, за љубовта агапе. И да се подсетиме на неколку стиха од минатата сабота, за тоа како Павле работел. Како Павле служел. Второ послание до Тимотеј, 2 глава. Второ послание до Тимотеј, 2 глава. Обрекајќи му се на Тимотеј, значи во ова послание, од 8 стих па до 10. Ги читавме овие стихови, но да се поврзаме на некој начин. Помни го Исуса Христа кој воскресна од мртвите. Еве денеска баш, односно утре, поготово ден за помнење на такво нешто, иако кој што кажав за нас, Исус воскреснува и треба да воскреснува секој ден. Помни го Исуса Христа кој воскресна од мртвите, кој е од Давидовото потомство, според моето Евангелие, за кое страдам се до окови, како некаков злосторник. Слично како што Исус беше вбројан меѓу злосторниците и убиен на крстот како злосторник, така и Павле се нашол во окови, во затвор, вбројан меѓу злосторниците, како да е некој злосторник. Но Божето Слово не е оковано, не може да го врзаш, не може да го оковаш Божето Слово
Заради тоа издржувам се. Трпам се, љубовта трпи се, како што минатиот пат забрувавме. Заради избраните, те и тие да добијат спасение и во вечна слава, и со вечна слава во Христа Исуса. Значи, Павле трпел се, издржал се, и што ли не, значи, ако се навратиме на некои други стихови во посланието до Коринќаните. Зошто? Зато што е имал таа љубов агапе, која што не престанува. И покрај тоа што бил фрлан и во зандани, и мачен и тепан колку пати, и колку бродоломи доживеал, и така натаму, сето тоа го истрпил заради избраните, сето тоа го истрпил заради тоа што ја имал љубовта кон Бога, ја имал таа божествена љубов, ја имал и љубовта кон ближните. Затоа што љубовта останува, љубовта е вечна. Или еве во Евангелието по Јован, 13 глава, Јованово Евангелие, 13 глава, 1 стих, што се кажува за Исуса, нашиот најголем пример во се. Пред празникот Пасха, Исус, знаејќи дека му дојде часот за да премине од овој свет и кон таткото, и љубејќи ги своите во светов, ги возлюби, што е ли стигот? До крај. Тоа е љубовта која што не престанува. Кога љуби Господ, љуби до крај. Односно, знаејќи дека негова крајна цел е да не спаси, за да живееме во сета вечност со Него, тоа што и крај нема крај. Таа љубов е вечна. И еве сега во наредните мигови ќе разгледаме и ќе видиме, да објасниме на некој начин, да доловиме како тоа љубовта е вечна и зашто таа љубов агапе е вечна. Много е едноставно, меѓутоа еве да поминеме низ неколку стихови кои што тоа ќе не го доловат. Римјаните 5.5. Послание до Римјаните 5.5. Стихот почнува, вели, надежта пак не разочарува, но овој дел е битен. Зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој што ни е даден. Таа љубов агапе, кој што ние по природа не немаме, се излева во нашите срца преку Светиот Дух кој што ни е даден. Што ќе каже ова? Значи, за да бидете долго трпеливи, за да бидете милостиви, за да не избовнувате, за да ги имате сите оние 15 карактеристики кои што се спомнати во прво послание Коринќаните 15 глава, за да имате таа љубов агапе, што треба да имате? Треба да го имате Духот Свети. Не постои друг начин. Или е, 1 Јованово 4 глава. Значи, ќе имаме едно така богато проучување, библиско проучување со многу стихови. 1 Јованово 4 глава, ја воопшти така сакам да проповедам, значи сакам да оставам Божјата реч да зборува повеќе од мене. 1 Јованово 4, 7 и 8. Што велат овие стихови? 1 Јованово 4, 7 и 8. Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога. И секој кој љуби од Бога е роден. Што значи ова? Што значи да си роден од Бога? Новороден. Што му вели Исус во 3 глава Јован на Никодим? Потребно е наново да се родиш од озгора. Небесно рагање. Со дух. По тело си веќе роден, меѓутоа треба да се родиш по дух. Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога и секој кој љуби од Бога е роден и не само тоа, туку и го познава Бога. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Еве таа дефиниција. Едно равенство. Бог е љубов. И ако го љубиш, значи, тогаш ти си роден од Бога и го познаваш Бога, затоа што Бог е љубов. Бог љуби. Значи, треба да си наново роден. Треба да си роден со дух. Треба да го примиш духот
И примајќи го Духот, што всушност се случува? Прво, Јованово Евангелие 17.3. Евангелие според Јован, 17 глава, 3 стих, познатиот стих, за кој што, ако се сеќавате кога проучувавме ова Евангелие, Јани посебно се осврна токму на овој стих, затоа што е богат со значење. 17.3 вели, а ова е вечен живот да те познаат тебе, единствениот вистински Бог Исуса Христа, кого ти го испрати. Претходно прочитаме, оној кој што љуби е роден од Бога и го познава Бога. А да го познаваш Бога, значи вечен живот. Примајќи го Духот Свети, што знаеме да кажеме? Всушност ти си го примил вечниот живот. Уште од почетокот јасен показател на тоа зашто љубовта е вечна. Затоа што Бог е љубов, затоа што и вие ја примате љубовта, односно го примате Духот, односно, да, примајќи го Духот, ја примате љубовта. И вие почнувате во тој миг да живеете вечен живот. Че видите, кога велиме го примаме Бога, ако сите тие места или го примаме Духот, ги замениме со ја примаме љубовта, нема да погрешиме. На тој начин љубовта е вечна, ја примаме љубовта вечна и ние стануваме на некој начин вечни, односно почнуваме да го живееме вечниот живот. Љубовта не престанува, љубовта е вечна. Галатјаните 5 глава. Да се подсетиме на овие стихови, во 5 глава од Галатјаните, од 22 стих. Читаме. А плодот на Духот, значи сега, примајќи го Духот, примајќи ја љубовта, дајаат и плодовите. Кој е плодот на Духот? Првиот плод е, вели, љубовта. Љубовта, всушност, доаѓа после се. Љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Овде имаме неколку плодови, или тоа е всушност еден пакет, тоа е плодот на Духот, кој што всушност, како да е препишано од прво послание на Коринјаните 13 глава. Карактеристиките на љубовта, агапе. Тоа е малку повеќе изопштено, може би овде. И во прво послание до Коринјаните 13 глава имаме самоконтрола, имаме трпение, имаме мир, имаме радост, имаме љубов, љубезност, добрина и така натаму. За сето тоа зборувавме во изминатите саботи. Вели, нема закон против такви нешта. А оние кои се Христови го раснаа своето тело со неговите страсти и похоти. Ако живееме во Духот, нека и да го следиме Духот. Значи, треба да одиме така. Да не бидеме полни со суетно славолюбие, да не се предизвикуваме еден со друг, да не си завидуваме еден на друг. Ако го имате Духот, тоа ќе имате плодовите на Духот, ќе имате љубовта, агапе, и нема да има завидување, нема да има омрза, нема да има ништо од она за кое што нели зборувавме во претходните саботи. Јован 14 глава. Евангелие по Јован 14 глава. Тука не се следните стихови. Од 15 стих, Јован 14, од 15 па до 20 ке читаме. Се ова е еден интересен дел и нераздвоен дел. За жал, мнози на денеска под љубов подразбираат се нешто, освен ова. Освен ова што всушност значи љубов. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. Што е нејасно овде? Не можете вие денеска да зборувате за љубов, па и за таа агапе, значи највозвишена љубов, највозвишениот, најважниот, најголемиот дар, а да го газите законот или го тргате, се обидувате да го тргнете настрана, како што мнози направат. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. И внимавајте понатаму, вели, и јас ќе го молам мојот татко, и тој ќе ви даде друг утешител. Што ќе ви даде? Дух Свети. За да биде со вас довека. Примајќи го Духот Свети, ја примаме љубовта, агапе, и таа е вечна, довека, постојана. Не престанува. Духот на вистината, кога светот не може да го прими, зашто не го гледа, ниту го познава. Вие го познавте. Вие наново родените, вие кои што дозволувате
да Духот Свети влезе во вас, вие го познавте зашто тој престојува при вас и ќе биде во вас. Ова е се уште нели она ветување. Ќе биде, ќе дојде, ќе ви пратам, ќе биде во вас. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас. Имате што веле Исус овде? Ќе ви пратам нов утешител, друг утешител, ќе биде во вас, и потоа вели, нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас, уште малку и светот веќе нема да ме гледа, и вие ќе ме видите зашто јас живеам и вие ќе живеете, во оној ден ќе сознаете дека јас сум во мојот татко, и вие во мене, и јас во вас. Примајќи го Духот Свети, ние ја примаме таа Божија љубов агапе, или што всушност примаме? Упримаме Христа. Исто е. А кажале љубовта, а кажале Духот, а кажале Бог, а кажале Исус. Значи имаме овде љубов, Дух, Исус, закон дури. Законот не е испуштен. Зошто? Па кажавме, како може да љубите, како што Бог љубела, да го тргнете законот. Или еве, Римјаните 13.10, познат стих исто, Римјаните 13.10. Што вели овој стих? Љубовта не му прави зло на ближниот и потоа оној поважниот дел. И така љубовта е исполнување на законот. Љубовта е исполнување на законот. 1 Јованова 2 глава. Не можете да ја издвоите од законот. 1 Јованово, 2 глава. Од 3 до 6 стих. И по тоа знаеме дека сме го познале. Пошто? Ако ги пазиме неговите заповеди. Кој вели го познав, а мнозина велат денеска така, а не ги пази неговите заповеди, лажеци, вистината не е во него. А кој го пази неговото слово, во него навистина љубовта кон Бога стигнала до совршенство. Тој навистина има љубовта, она совршена, она агапе љубов. По тоа знаеме дека сме во него. Кој веле дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. Ние во него, тој во нас, Духот во нас, љубовта во нас. Гледате како се тоа е испреплетено на некој начин. Значи, и така е, кој не го држи законот, нема љубов, всушност, накратко кажано. Затоа што беше законот? Или законот е препис на Божиот карактер. Законот може да се нарече закон на љубовта. Затоа Исус го сумира оние 10 заповеди дадени во Стариот Завет, го сумира во Новиот Завет, и за мнозина велат, се сеќавам на оној разговор со апостолот од Новоапостолската црква, така ги викаат, апостоли се нарекуваат, или не знам, он може би беше нешто пониско. Намерно на 2 пати, на 2-3 пати имаме отидено уште тогаш, уште ревни на почетокот, која бевме во таа прва љубов во Новоапостолска црква во Свети Николе. Намерно отидовме за да на крајот имаме прилика да разговараме со тој нивни свештеник таму што беше. И тој упорно тврдеше дека Христос дал нов закон. Еве го новиот закон. Люби го ближниот и люби го Бога. Тоа е нов закон, тоа не е истиот закон од Стариот Завет. Иако тоа е земено од Стариот Завет. Тоа е истиот закон, закон на љубовта. Затоа што тој е препис на Божиот карактер. Тој е препис, ако сакате да кажете, или на некој начин, како овие 15 карактеристики што ги проучуваме, само ставени во 10 заповеди или повеќе ветување, може да се кажат. Бог е љубов. Бог ни вели да го љубиме Бога со сето свое срце, со сите своје мисли, со сиот свој разум и ближниот како самиот себе си, како самите себе си. Односно, подоцна и додава, како што јас ве возлюбив вас. Исус ке додаде. И сега доаѓаме исто, и ова е поврзано на некој начин,
Љубовта е вечна, љубовта не престанува, затоа што Бог е вечен, затоа што Бог е љубов. И според тоа и законот е вечен. Законот не може да се промени. Како што Бог не се менува, Малахија 3.6 што вели. Зашто јас Господ не се менувам. И што вели Псалм 111, 7 и 8. Трети овие стихови треба да ги запаметиш. Се сеќаваш дека разговаравме за едни од најсилните можеби стихови, кои што укажуваат на вечноста, на непроменливоста на законот. 111, 7 и 8. Псалм 111, 7 и 8. Делата на неговите раце се вистината и судот. Сите негови заповеди се постојани. Како што љубовта е постојана, сите негови заповеди се постојани. Утврдени се за сите времења довека, создадени врз вистината и правдата. За сите времења довека, постојани. Тоа е љубовта. Како знак на својата љубов, Господ ни ги дал тие заповеди. Како израз на својата љубов. За да не грешиме. За да знаеме како исправно да живееме. Римјаните 8 глава. Римјаните 8 глава. Цела глава оди во тој правец. И така, од први стих. Сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Оние кои што го примиле духот, кои што ја примиле љубовта. Во чието срце излеа на љубовта. Таквите, значи, вели, зашто законот на духот, на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши, испраќајќи го заради гревот, својот син во обличие слично на грешно тело и поради гревот го осуди гревот во телото. Па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас. Како? Во нас кои што не одиме по телото, туку по духот. Како можем да исполниме праведноста на законот? Исус ја исполнува преку нас. Ама ако одиме во духот, ако духот е во нас, и потоа вели, зашто кои се по телото мислат за телото, доека оние по духот мислат за нештата на духот. Вие имате празник, еве утре, и па ете така се погаѓа 1 мај, уште еден празник, и втори, па дори сега поврзан, каде што ќе видите еден куп луѓе кои што мислат на телото, не на духот, иако празникот е и духовен, нели така се погодува, Великден, мислат на телото. Сите се спремаат деновиве, па и денеска, денеска, отворени се продавници, предпоставувам, се спремаат како да му угодат на телото. Утре и задутре. Да. Па и ние сме биле дел од тоа. Скара, да. И за разлика од порано, кога и ние бевме во тој филм, да кажем, или некој од нас, можеби не сите, и кога се молевме, не се молевме, него се надевавме дека нема да паѓа дожд. Јас сега би посакал да истори и утре и задутре, како што и најавуваат, па да има помалку скара. Иако нема тоа да ги спречи, скарата ги се направат и на балкон, или било каде, значи. За жал. Зашто кои се по телото мислат за телото, доека оние по духот мислат за нештата на духот. И тој празник, тие денови ќе ги натераат, оние кои што барем, колку толку копнеат за духовното, ќе ги натераат да размислуваат за Христовата жртва, за новиот живот, за воскресението, за вечниот живот. Бидејќи вели, мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. Зошто мудрувањето на телото е непријателството против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Не можеме да го држиме Божиот закон без духот. Нема шанси. Оние кои се во телото не можат да му угодат на Бога. Но вие не сте во телото, туку во духот. Ако Божиот дух навистина живее во вас. Ако Божиот дух живее во вас, тоа е што? Тоа ќе имате агапе, љубов. Но ако некој го нема Христовиот дух, не е негов.
А ако е Христос во вас, видите сега, пак тоа наизменично, Духот во вас, Христос во вас, тоа е, исто е. А Духот, а Христос, а Господ, а љубовта. Ако е Христос во вас, тоа телото е мртво заради гревот, а Духот е жив заради правдата. Ако навистина во вас живее Духот на оној кој го воскресна Исуса од мртвите, оној кој го воскресна Христа, ќе ги оживи и вашите смртни тела преку својот Дух кој живее во вас. Е едно големо ветување, значи, за оние кои што се можеби духовно мртви, дека може да ги оживее истиот тој Дух, ако го примат. А и ако ете се случи, како што каже и братјани, ако се упокоиме, навистина, не закопаат еден ден, истиот тој Дух кој што го оживе Христа, ќе не оживи нас. Че тоа ќе биде само една запирка. Смртта не е точка, туку запирка. За оној кој што го примил Духот, тој веќе вечно живее. Може да се случи да дојде ден да умре со таа природна смрт, меѓутоа тој се уште живее, ќе стане и ќе живее во вечноста. Според тоа, браќа, не сме му должници на телото, за да живееме по телото. Зашто ако живееме по телото, ќе умрете. Ако живеете по телото, ќе умрете. Но ако преку Духот ги умртувате телесните дејства, ќе живеете. Сите оние кои ги води Божиот Дух, тие се Божи синови. Ова е одговорот и на она прашање кој што многу умина ги буни тамо во Битие, која беше 10 глава ли беше? Да, 6 глава. Кои се синови Божи, а кои се керки човечки, да. Како настанало ние джинови, тамо. Односно, како дошло и до потопот, како дошло, значи, до нагло влошување на моралот на земјата и како Господ морал, не сакал, но морал бил приморан да ја преземе таа мерка да ја уништи планетата со вода. Значи, сите оние кои што ги води Божиот Дух, тие се Божии синови. Имено, не го примивте духот на робството за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето со кое викаме Ава Татко. Самиот Дух сведочи заедно со нашиот Дух дека сме Божии чеда. Ако сме чеда, тоа сме и наследници. Божии наследници, а Христови сонаследници. Ако страдаме со Него и да се прославиме. Да, таа постојана битка, борба, повторно опишана и во 7 глава и овде во 8 глава. Во 8 глава гледаме решението. Што прочитавме претходно, вели, ако преку Духот ги умртвувате телесните дејства, значи вие можете со ваша сила да се воздржувате, да го воздржувате телото, меѓутоа нема да успеете, кога тоа пак ќе паднете. Преку Духот треба да ги умртвуваме телесните дејства. Имајќи го Духот, го имаме Христа во срцето и имаме таа љубов агапе. И ја имаме вечност, затоа што љубовта не престанува, љубовта е вечна, Бог е вечен. 1 Јованово 3 глава 6 и 9 стих ќе читаме, исто во овој правец одат, 1 Јованово послание 3 глава 6 па 9 стих. 6 стих вели, секој кој останува во него, не греши. Секој кој греши не го видел него, ниту го познал. Оној кој што останува во него го познава, не греши, тој е оној кој што љуби, тој е оној кој што има агапе љубовта. И 9 стих вели, секој кој е роден од Бога, не врши грев, зашто неговото семе останува во него и не може да греши, зашто е роден од Бога. А родениот од Бога е наново роден, тој е оној кој што ја примил таа агапе љубов. Јован 14 глава, тука веќе привршуваме со два дела, два пасуса од Евангелието по Јован, 14 глава, па 17, подоцна ќе читаме, но најнапред 14 глава од 8 до 11. Оној познат случај, кога Филип му вели на Исуса, Господи, покажи ни го таткото и достани. А Исус му вели, му рече, толку време сум со вас и не ме позна, Филипе. Кој ме видел мене, го видел и таткото. Ја би додал, ја видел љубовта на дело. Тоаш како велиш ти, покажи ни го таткото? Не веруваш ли дека јас сум во таткото и дека таткото е во мене?
Зборовите што ви ги кажувам, не ги зборувам од себе, таткото кој е во мене, тој ги прави делата. Верувате ми дека јас сум во таткото и таткото во мене. Ако пак не верувате, заради самите дела, од мојот живот се гледа дека го имаме тоа заедништво со таткото. Тој е во мене, јас во него. Па тоа е таа љубов која што постои од вечност, значи таа љубов агапе, во тоа заедништво, таа љубов се гледа во тоа заедништво меѓу Отецот, Синот и Светиот Дух, кој што пак, вселувајќи се кај нас преку Духот Свети, ќе се види и во нашите редови. Тоа заедништво, и не само заедништво, туку и единство. Тогаш црквата ќе биде единствена и вистински силна, ако ја сите го приме Духот Свети, сите ја приме таа агапе љубов. Тогаш ќе се љубиме, ќе се жртвуваме еден за друг. И додава во 17 глава, во она позната негова молитва за единство, Исус во 17 глава, значи Јован, 20 до 23 стих, читаме: Но не се молам само за нив, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе веруваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, татко, во мене и јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. Таа љубов всушност го прави и тоа вистинско единство. Ако го примеме Духот во себе, ја примеме агапе љубовта, го имаме тоа заедништво, го имаме тоа единство, за кое што и Исус се молел, и ден денеска се моли, да неговата црква, неговиот народ биде единствен и на тој начин многу посилен од она што е денеска. Денеска гледаме колку црквата е ранлива и распарчена, затоа што го нема Духот Свети, затоа што ја нема таа сила, затоа што ја нема љубовта агапе. И славата што ми ја даде, им ја дадов ним, за да бидат едно како што сме ние едно. Јас во нив, ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ме испратил и дека ги љубеше нив како што ме љубеше мене. Постојано низ овие стихови видовме: јас во нив, тие во мене, јас во тебе, ти во мене, Духот во нас, агапе во нас. Тоа заедништво, тоа е единство, и мајки ја љубовта, ние стануваме вечни, односно, да, живееме вечно, започнуваме со вечниот живот, затоа што љубовта е вечна. Љубовта не престанува. Се друго ќе престане. Знаењето, пророштвата, јазиците, за сите нивки нема потреба, меѓутоа љубовта ќе остане во сета вечност, затоа што Бог е вечен, а заедно со Него, заедно со агапе, и ние ќе заживееме во вечноста и ќе живееме вечно со нашиот Бог. Тоа е наша молитва, тоа е моја желба и верувам ваша желба и најголема желба на нашиот Татко Небесен. Затоа и го даде својот Син да умре на крстот, за да повторно бидеме во сета вечност со Него. Нека биде така. Амин.